Почитуван колега Панчо Минов, ја не се сомневам у вашите добри намери. Не се сомневам и у добрите намери на предлагачите на ова законско решение за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој. Оно што сомневам и претходно го имам кажано, каде е министерот за земјоделие? Во ред, предлагачи се пратеници. Меѓутоа, мислење дава владата. Затоа што ова законско решение стигнува до владата и своје мислење дава владата. Каде е министерот? Се крие министерот за земјоделие. Кој не е министер? Љупчо Николовски. Тој истиот е министер од 2015 година. Тој само менува министерски фотели. Од министер за земјоделие отиде да ни биде вице-премиер за заштита од корупција, па стигнавме на 111-то место од по индексот на корупција. Сега во 2022-та него го нема овде. Еден крунски доказ имаме. Предложеното законско решение нема финансиски импликации. Зашто зборувам? Значи, ниту еден дополнителен денар нема да отиде кај земјоделците. Ниту еден. А замислете, имаме огромно, енормно зголемување на трошоците кои што го има. И јавноста повеќе не знае за што се дискутира овде. И ваквите законски решенија СДСМ користи само за да спинува кај јавноста, па одржаа безброј пресови дека сме ги кочеле. 3 предлог закони за измена на Закон за земјоделие и рурален развој. Еден е нашиот кој што го предложивме во петокот, а не дозволи таа Џафери да се најде на дневен ред, со кој требаше и орезот да биде стратешка култура. Отворете ги медиумите и ќе видите, знаете која е вест. Законот за земјоделие и рурален развој со кој оризот треба да стане стратешка култура денеска се наоѓа на дневен ред. Не е точно. Ниту новинарите, ниту јавноста е информирана, затоа што правите и намерно правите огромна забуна. И зошто не можеме да предложиме амандмани? Затоа што во предлог законите во кои што се изменуваат само одредени членови, можеме да интервенираме само во членовите кои што се менуваат. Затоа министерот Љупчо Николовски, кој е дел од бандата на Заеви, го нема овде и затоа работи преку собранието и затоа измените на Законот за земјоделство и рурален развој се доставуваат во неколку пакети предложени токму од пратеници кои што веќе еднаш реков, не се сомневам дека имаат добри намери. Меѓутоа, ова не се работи вака како што го работите вие. Премногу сериозна е работата со земјоделието, премногу сериозна е заканата од глобална прехранбена криза и треба посериозно да се зафатиме и да ги решаваме нивните проблеми. Затоа што 3 до 4 пати им поскапеа репроматеријалите, а донесуваме закон кој што нема финансиски импликации, практично никој нема да добие денар повеќе, а треба да се применува од 1 јануари 2023. Срамотно.